Значи во момент кога ќе ти дојди некоја ваква убава вест во животот, стапува на сила во полн ефект кој те праша, ама не знаеш од колка е размер. Дали ти сакаш да те прашват луѓе? Дали сакаш да кажеш? Дали сакаш да објавуваш, да не објавуваш? Абе кој те праша, море? Кој те праша? Тие има да си прашват прашање и уште се љутат ако не одговори. Не дај Боже му рече нешто за прашањата. Одма тука хаус се прави, хаус. Пошто како ти да не одговориш на нивните прашања? Најако од се што сите во Македонија, значи сите до еден сакат се да знаат за сите. Значи ќе те испраша, све треба да му кажеш до точка, до запирка, све да знаат за тебе. Ако е треба нешто за нив да се кажи, штама бате, ќутат вака. Збор не кажуват за се. Значи за сите се да знаат, ама за нив никој ништо да не знае. Се кријат ко глувци под земја. Мислиш кузна и какви некои државни тајни чуват во се. Тајната на универзумот ја кријат. А тајната пример не ги вадам челите, ти ми смрдат нозете. Пример велим. Тоа тајна нема тама. Нивното ништо да не се знае никаде, ама се тие да знаат за сите други. Тоа е кај нас, бат. И пред да навлезам во длабокото, дај да пуштиме шпицата, да тргнеме од пато, па да си почнеме лабаво пасо муабет. Ајде бате, пуште. И баш таа радозналоста на луѓето е зошто не ќе порано да споделвам ваквира. Мислам, јас сакам, ама си веле фај да почекаме, нека помини време, кога ќе при крај ќе си кажем, пошто небитно јас што кажувам на видеата овде дека глупо е некој прашања се прашват, дека не треба се да ги интересира, тие па си прашват беба. Ните знае, ните позна, ќе те праш. Ти како ќе те запозна иначе, седиш одвор. Тие што не знаат лично нормално си знае, а со време пошто се криевме од некој. Ама едноставно шо знам, не мора секој чекор секаде да се знае така. Нека си течи работата, полека има време, се ќе се дојде. Пошто јас сепак идам од тие генерации што не седеа на телефон по цел ден во детството и сакаја малце да изуживат во моментот. И затоа си рековме дај да си изуживаме во моментот, пошто наш момент е овој пред се. Јас вистина е дека поголем дел од животот ќе поминам пред камера, пред очите на јавноста што би сакале речат овие политичарите. Ама на крајот на денот сакам некој моментчиња си ги зачувам само за мене, да си изуживам кој ќе ми убо на душа. А бога ми цело ова патување да речам, мелем за душа да а на јубаво дел уште не е дојден, па тек кога ќе дојди на јубаво дел, шо ќе биди тоа, радост. Ама и цело е период предходно е магичен да не рече. Чудно е за објаснување, ама многу убаво прави натред. Од првиот момент кога ќе дознаете, па тука паники, бидна, небидна, па да провери, па ќе провери, па официјално бидна, па леле сега шо треба се прави. Па почнуваат тие што знаат приказни да кажуват вака било, така било, не знам како. Па почнуваат тиктоците излегват за тие работи и тиктоко знае. И тој сите останат и вака стојат на слушалка, слушнат нешто бебе, два пати се спомна, готово, све почнува за бебиња да излезе. Па олку грама било, онолку било, па ќе подпорасни мешето, па ќе почнеш да го осеќаш, да клоца. Што е најако секој период си има собствени глупи прашања. Значи не се универзални прашањата, ќе те видат со олкав стомак, труднички, ти речат што дебелена си нева. Туку ќе ти е малце подпорастено стомачето, а обично немаш стомаче, одма тогаш му текнува на луѓето. Поправена миси. Миси заедно напишан. Некако поправена миси. Никогаш не ја разбрав потребата да му кажеш на некој дека е попраен или дека е ослаб. Кога аз 2019 го пазев исхрани, ко вежбав нешто, го пробав мускули ова она, се вратив од иос летото 78 кила, 78 не сум било дете кове. Исчистен и испиен во сурато. Не ме застануваја луѓе по улица, добар си. Нешто многу ми си ослабен, арен си, да не има некој проблем. Прво и основно с краја било. Друго и уште побитно, дали ти рандом особо мислиш дека ако некој има некој проблем, кога ќе осретниш негде рандом по улица, баш тебе ќе ти кажи проблемо, леле, да, имам мака со ова, имам со она мака. И на крајот на денот и да има некој мака, шо ти е гајле мора? Шо ти е гај, седи уживај, шо животот ќе му спаси? Ке се чувствуваш, шо? Значи олавај си ја душата. Ако сака некој ти кажи, ќе ти кажи. Ако некој ти кажи што сакаш, прај не ти кажи. Зошто и клавате луѓето во глупи ситуации. Дури ништо да не ти е кој што не ми беше ништо, пак ќе ти направи глупа за сеќе. Са ти во моментот вежбаш, пазиш исхрана, мускули излегват стомачни, не знам какви ги немаш видено 100 години. Пресреќен ме сваќаш, се враќаш во форма и не ти вели браво, ти вели добар миси, нешто не миси. О Боже Господе. Така и со жени. Поправена миси. И сега ако стварно е поправена, само што му направи неубаво да се осеќа. Значи то поправена миси, пофалба не. Можда некогаш во некои сиромашни времиња било, ама сега не. А па ако е трудна, па тоаш па и хормоните испомешани и така се секират трудните жени дека многу ќе се здебелат и ќе му се смени
смени живото, уште ти му фалиш да му речиш поправена ми. И како го годите моменталав да ми вие. Или ко нас што ни се случи пример обратен случај. Ми пиши другар ми вели ајде честито. Женска ми ја видела Милена кој месец сте. Тоа пред година и пол пример, ко не ни бевме во план. Не му викам кој месец, после руче како нема видено негде. Човеков земја пропадна. Ко му кажав на Милена, срцето му скрши. Зато не за џабе старите рекле море, молчењето е злато. Или во битола што ви рекле ќути си, и то другото уживај си ќе го речи. Исто така следно прашање од таа доба е. Клоца? Не бе па ти клоца. Не клоцава нашето тупаници мава. Ти клоца што ќе пребебе. Што му е работа натре, обтегни се и стегни се, лева десна, уживанција. Исто така прашање без кое не врви трудноча да не се праша 200 милиони пати. До кај сте, до кој месец? Уште појако сите различно рачунат веќе. На доктор кажуват во неделја. На таа недела ќе дојде ова, на таа недела она. Старите домашните сите рачунат во месец. И сад ти ако немаш друга работа, земи рачунај колку недели прат месец и прерачунвај. И некојаш се 4, некојаш се 4,5, некојаш 5 без 15, зависи. Оди погоди го, бро. Исто така сите сакат да знаат термино кога. Шо ти е гајле, мор? Шо ти е тебе гајле термино кога? Прво и основно Божја работа. Термино е кога ќе се роди тога. Шо толку синкир живото му зависи од термино кога. Ами бебладже, шубо, бравос, нека е здраво и живо, толку е муабет. Ако си поблизок, секако ќе ти кажат податоци. Ако не си поблизок, тоа е бате. Да сме здрави и живи. За кај мене е друга ситуацијата, пошто обично луѓето секој ден ме гледаат вака на видеа цело време пред камера, на телевизија, на интернет, вамутаму, и кој ме видат на улица почнуваат да се сеќат како да се знаеме 100 години. Што мене пример ми е многу јако, тоа е одлично. Ама исто така тоа не значи дека на сите ќе му дам посебно податоци кога, шо, како, зошто. А бога ми кој ќе дојди дено, сакале некеле сите ќе знаат, пошто тие радости тешко се кријат. И да сакаш да искриеш, па ќе се најди некој роднина, пријател, ова, она ќе те тагни. Се роди бебето на Постоловци и ќе почнат сите слики од по интернет негде земени. Со полот, со името, свевате. И слика ќе ти постират тие пред ти да го видиш бебето. До толку е работата ојде на напред. Седи шо збораш, ма. Ама па на крајот на денот не можеш ни да се наљутиш, бе, брат. Радосна вест е за сите. На кој да му се случи нешто вакво убо, без разлика дали го знаеш 100 години или го знаеш 2 дена, ќе ти биде мил. И бога ми на толку немили настани што се случуваат во последно време, кога ќе дојди нешто за радвање, дефинитивно треба што поќе се сподели, пошто ни фали позитива на сите полиња во живот. Оти дури кога ќе споделиш нешто позитивно, одма има луѓе со негативни коментари. Ќе клат од некој портал се зедоја, тој и тој, некои популарни луѓе, дали во свету или во Македонија или шо и да. Обавезно првиот коментар од оздол. Ми е гајле. Вториот, кој се па сега ови? Демек цел свет знае, ама тој не знае сега во момент, објаснете му кој се па сега ови. Во пештера живеј човек. Сам добро, не можеш да ги знаеш сите. За не можеш пример Анџелина Џоли да не знаеш која е. Пак е клат погрдни зборови па ова пона. А има и некои што се бунат што се во право, пошто порталите обично само такви работи клават. За музика поретко се пише, ама ќе напишат ако некој бил некаде, то обавезно. Овој бил ваму, овој бил таму, се зел, овој се родил, она. Музиката нигде не. Тие коментари ги поддржам. А потребата за негативен коментар сосем небитен на нешто позитивно никогаш нема да сватам, пошто кој те праша така, ако не ти чини, не го гледај, не го коментирај. Ама не можеш, брат, посилно е од нив. Исто како што е посилно од мене ова времето на емисиите. Морам да изавршвам пошто не сум само јас тук. Така што мислам дека доста е за денес. Кој што реков, ми имаме уште многу за праење муабет нови теми. Затоа ви останете си на нашата програма, а ние се гледаме наредна епизода. Поздрав, имајте убав ден.